Почитувани гледачи, ви посакувам добро вечер во ова најново издание на емисијата Мој термин. Осмо поред од како започнавме со оваа емисија и како што најавив и на крајот од дневникот заедно со колешката Анита Додевска, во ова издание ни гостува носителот на изборната листа на кандидатите за пратеници од изборна единица 1, од партијата Демократски сојуз, а од коалицијата за промени и правда, Павле Трајанов, кому му посакувам добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добро, еве, кампањата е веќе при крај. Развижени сме низ цела Република Македонија, комуницираме со граѓаните, имаме силна подршка, има единствена порака која што можам вечерва да пренесам до гледачите на вашата телевизија, на вашата емисија, дека тие се цврсто определени на 11 декември да има промени, овој режим да падне и да се создадат услови за стабилизација на државата, за економски развој, за владење на правото и тие што ја предизвикаа кризата, кои што ја креираа кризата, за тоа да понесат политичка, но и друг вид на одговорност. Пред да вклучиме гледачи и да почнеме со прашањето од фан страницата, сакам да ве прашам, дали, бидејќи постојано сте во самиот процес и во парламентот и ги следите и ги коментиравте долго време вие лично настаните кои што се случува околу правно-политичката криза во Република Македонија, дали сметате дека големата четворка која што го создаваше Пржинскиот договор создаде услови и токму соодветно врз основа на Пржинскиот договор го спроведува одвивањето на предизборниот период и дали сме подготвени реално на 11 декември да се одржат изборите со оглед на сите работи кои што се појавуваат и во текот на вчерашниот ден околу 80.000 ливчиња кои што потоа ги демонтираше изборната комисија, проблемите со избирачкиот список кои се јавија вчера исто така и слично. Првиот основен услов не се спроведе. Требаше да се утврди одговорноста на Никола Груевски, на неговата влада, која што ја вовлече во Република Македонија во тешка криза. Тоа не се случи. Требаше ние да бидеме веќе ослободени од онаа група на луѓе кои што Ѓорѓи Иванов ги аболицираше за тешки кривични дела, за газење на основните човекови права преку злоупотреба на системите за прислушување, за кршење на изборните правила, за сознанијата требаше да се докажат, да се подкрепат со силни докази за тежок криминал, за огромни провизии, за изградба на патишта и за се она што беше презентирано во јавноста преку така наречените политички бомби. Прв и основен чекор што требаше да се направи да се утврди одговорноста на Никола Груевски кој што нарачал илјадници луѓе да бидат прислушувани, да ги користи тие материјали за да оствари целосна контрола над бизнисот, над политичките процеси, да има силно влијание врз медиумите, дури ги контролирал и соствените министри. Мислам дека тоа е невиден скандал и не може преку тоа да поминеме во Република Македонија и натаму некој после него да си дозволи да ги гази основните права на граѓаните. Тоа е основниот предуслов. Четворицата лидери кои што беа вклучени во процесот Пржино, сметам дека ништо не успеа да се договорат која ќе обезбеди услови за фер, демократски и кредибилни избори. Прво, така наречените креирани гласачи не ги отстранија, што е абсурд. Натаму изборниот законник за кој што ние се залагавме Македонија да биде една изборна единица, за да биде парламентот реален одраз на определбите на волјата на граѓаните. Тоа не се случи. Натаму не создадоа рамноправни услови за сите учесници во изборниот процес. Значи, 4 партии си обезбедија услови да бидат над сите други, што е апсолутно неприфатливо и абсурдно во една демократска држава да самите 4 партии се фаворизираат дури и околу извлекувањето на редоследот на избирачкото ливче и тука има некаква предност. Натаму за презентација преку медиумите, пред граѓаните, тие се обезбеде за себе многу поголем медиумски простор, за разлика од коалицијата за промени правда, која што едва има, 10% од можниот медиумски простор да се презентира. Сето тоа укажува дека овие четворица лидери на 4 партии, дека не водеа сметка за да имаме поширока демократија, да имаме услови за мирни и фер демократски избори, се разбира дека овој процес го кочеше ВМРО ДПМН. Тие не сакаат да спроведат никакви реформи во ниту една област, се со цел да се развлекува и со избори
да го покријат криминалот, корупцијата. Ќе одиме со јавување од гледачи за да оставиме повеќе простори за нив. Вклучуваме сега двајца гледачи. Добро вечер, велам, кому повелете? Ало, добро вечер. Да, ве слушам, повелете, добро вечер. Поздрав до господин Павле Трајанов. Јас стварно многу го почитувам. Знаете дека сум ваш стар гледач. Така е. Сакам да му поставам неколку прашања. Бидејќи гледаме дека во се и се што се прават од обструкции од страна на владата. Дали, господине Павле Трајанов, вие мислите дека стварно ќе се одржат, иако има уште 4-5 дена, дека стварно ќе се одржат избори и ќе бидат фер и демократски, или, бидејќи моје убедување е дека ќе бидат исти како и сите претходни во задните 10 години, бидејќи списокот воопшто не е прочистен. Денеска гледаме 80.000 пробни ливчиња, абе каде тоа може да се случи? Дали стварно ли мислите дека ќе бидат фер и демократски избори? Така. Ете толку, да оставам простори за други. Благодарам за јавувањето. Вклучуваме уште еден гледач и потоа одговараме на прашањата. Добро вечер, велам, кому повелете? Ало, добро вечер. Добро вечер, ве слушам. Поздрав до вас и до господинот Павле Трајанов. Благодарим. Сакам да поставам едно прашање. Ајде. До господинот Трајанов. Господинот Трајанов беше поранешен министер за внатрешни работи и беше коалиционен партнер на владата која викаат од тие во заминување. Па да го прашам и да ми одговори сакам зошто толку време учествуваше во незаконските активности на владата, како што викат и он сега, и дали ги поддржуваше, ако ги поддржуваше, дали е соучесник во криминалот на владата. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Ќе вклучиме подоцна други гледачи. Дополнително во однос на прашањето кое што го постави вториот гледач, ќе поставам јас под прашање кое доаѓа од фан страницата, но за тоа потоа одиме со ред на прашањата. Па прво, мислам дека веќе одговорив, да. Во Република Македонија нема услови за фер, демократски, кредибилни избори, но изборите сите очекуваме сепак да направат пресврат. 80% од граѓаните се против ВМРО ДПМН. Зборо од различни етнички структури, мнозинство од македонци се против тоа и натаму Никола Груевски да владее на овој авторитарен начин со Република Македонија. ВМРО ДПМН има поддршка само од 20% од граѓаните. И затоа нашиот апел е до сите граѓани, посебно до тие неопределените, до тие што никош не гласале, да излезат масовно да гласат. Само со масовно гласање режимот ќе го срушиме. Врз база на што се извинувам што ја прекинувам, велите дека имаат само 20% поддршка? Па анкетите кои што ние сме ги порачувале од специализирани агенции, нивната поддршка е од 18 до 20%. Ако не успеат да ги прекршат изборните правила, веќе тие почнаа, тогаш 80% од граѓаните се против. Ако има излезеност 73 до 75%, режимот паѓа. Никола Груевски, ВМРО ДПМН ќе паднат, ќе падне и ДУИ со бројот на пратеници нема да има 19, ќе има 10. Така да сите други партии опозицијски што се зборам од македонскиот кампус и од албанскиот кои што се опозицијски партии, ќе имат доминантна улога и ќе имат простор да формират влада. Се разбира, треба да се изградат принципи врз основа на кои таа влада ќе функционира. Тоа е околу изборите, инаку веќе во текот на вчерашниот ден владеачката партија го прекрши изборниот законник, објавува наместина анкети, ги објавува јавно кога не сме. Значи 5 дена пред одржувањето на изборите не може да се објавуваат никакви анкети. Тие тоа го направија, го прекршија изборниот законник и бројни други има прекршување, посебно од медиумите кои што поддржуваат ВМРО ДПМН и другите партии на власт. Тоа е сериозен знак дека тие не се подготвени да прифатат пораз, да ги прифатат резултатите што објективно мислам дека нема да бидат поволни за ВМРО ДПМН. Повеќе од јасно е дека граѓаните голем дел ќе се изјаснат за коалициите кои што се во опозиција. Ние очекуваме неопределените, оние што не гласале досега, тие што се разочарани од една од друга партија, од ВМРО, од СДСМ, да ни се приклучат. Ние не бараме 63 пратеника. Ние јавно кажуваме, на нас ни се доволни 20 пратеници за да ги промениме работите.
за да ја Мислите ли вратиме дека можете да освоите 20 пратеници? Па последните анкети покажуваат дека некаде од 7 до 12% има поддршка коалицијата за промени и правда. Тоа е доволен број за да освоиме пратеници преку кои ќе ги менуваме процесите во Република Македонија. Не ни треба на нас една партија, еден човек да владее со извршна, со судска, со законодавна власт. Затоа ние викаме, ако добиеме поддршка, да можеме да учествуваме во носењето на круцијалните одлуки, битни за едината Република Македонија, тогаш гарантираме дека ќе има и стабилност, и демократија, и што е најбитно, ќе воспоставиме систем за владење на правото. Во контекст на второто прашање кое што го имаше поставено гледачот, има 3 прашања кои што ќе ги спојам во едно од фан страницата. Едното вели, добро поздрав до водителот и до господинот Трајанов. Прашањето е зошто Демократскиот сојуз ја напушти коалицијата со ДПМНЕ и што мисли за коалицијата ВМРО за Македонија. Тоа е од Рубин. Габриела прашува зошто ја напушти коалицијата со ВМРО ДПМНЕ веднаш по објавувањето на бомбите, а тоа не го направи претходно, дали доколку не се објавија прислушуваните разговори, се уште ќе беше дел од власта. И Владимир прашува дали повторно би бил во власта со ДПМНЕ, тоа е се поврзано и со прашањето на вториот гледач. Па прво, значи, ние сме автентична, самостојна политичка партија која што е препознатлива по собствените ставови од формирањето. Значи, пред 17 години е формиран Демократскиот сојуз. Имаме проект за борба против корупцијата. Ова е тој проект за декриминализација. Проект преку кој што најавивме дека ќе отвориме војна против корупцијата и криминалот. Тој проект го прифати ВМРО ДПМН и ние тоа беа основните работи за кои што се усогласивме да бидеме заедно во коалицијата за подобра Македонија. Меѓутоа, овој проект не се реализира, тој само се искористи за изборна кампања, а не и да се имплементира. Натаму имавме бројни наши издвоени ставови. Да речеме, ВМРО ДПМН тие гласа за амнестија на така наречените хашки случаи. Јас како пратеник не гласав. Се спротивстави бидејќи не застаруваат воените злосторства согласно Женевските конвенции. Не може да бидат амнестирани тие што направиле злодела против човештвото. Имавме бројни други. Предложив закон за околу сведоците, заштитени сведоци. Кежаровски беше упрашане. Сметав дека ако некој новинар објави информација кој штити јавниот интерес, е во интерес на државата, тој не треба да биде казнет на исти начин како тие што се по службена должност задолжени да ги чуват информациите. Имаме бројни други несогласувања, меѓутоа 2014 при крајот на 2014 веќе се проби во некои кругови дека од Министерство за внатрешни работи се протечени информации дека системите се прислушуваат, дека преку системите се прислушуваат огромен број на граѓани. Тогаш јас разговарав со Груевски, му посочив дека има такви информации, тој тврдеше дека тоа не е точно. Кога ги обелодени Зоран Заев информациите, по 3 наврати разговаравме и ние тука се судривме на принципиални основи. Јас сметав и тоа јавно го презентирав веднаш после пресконференцијата на Зоран Заев, дека прислушувањето е вршено од страна на Министерство за внатрешни работи. Втора работа, дека разговорите се автентични, не интегрални, се разбира, не може да се објави се. И трето, побарав политичка одговорност и кривична одговорност. Посебно, после тоа бараме одговорност и тешките злоупотреби. Тука беа главните наши несогласувања и ние како партија, како Демократски сојуз се дистанциравме од ВМРО ДПМН. Дали 2014-та, се извинувам, не ве загрижи тоа што сте наслушнале дека постои прислушување на голем број граѓани? И при тоа не се обидовте да реагирате, да речеме, кај инстанциите кои што ги познавате, бидејќи сте биле дел од нив? Реагирав прво, бидејќи тоа го негира. Се уште ние немавме пристап до тие информации. Тие информации знаеме дека се доставени до СДСМ од вработени во Министерство за внатрешни работи. Сепак беше битно да ги имате доказите кај себе за да настапите цврсто во јавноста. Инаку, јас се спротивставив на ВМРО ДПМН за проектот 2014, тоа јавно го зборував во дебатни емисии, бев против тоа полицијата, по налог на председател на парламентот, брутално да ги сврди парламентот. Пред да се случи тоа 2 сата
пратив порака на господинот Никола Груевски дека не треба да се дрзне да направи на сила да ги изфрли пратениците од парламентот. И тоа не го прифатија како наша сугестија, така да имавме ние постојано различни ставови. Затоа што никој не може да наметнува на Демократски сојуз, на мене уште помалце како председател на партија, одредени ставови како и на кој начин ние да ги гледаме работите, какви ставови да презентираме. Во контекст на тоа, вториот дел од прашањето на Габриела вели дали доколку не се објавеа прислушуваните разговори, се уште ќе бевте дел од власт? Не. Добро. Значи ние изградивме, имавме конгрес, на конгресот донесоме одлука Демократскиот сојуз да настапува самостојно или да соработува со партии од центарот кои што сме слични по програмските определби цели. Тоа беше нашата определба, независно и што, пошто граѓаните се заинтересирани, нашиот принципилен став, ние сакаме овој режим да го срушиме. Тоа е наша определба. Добро. И немаме нити идеја, нити намера, тоа најодговорно го тврдам, дека да соработуваме, да коалицираме со ВМРО ДПМН. Дури ниво иднина? Доколку се појави потреба од широка коалицијска влада? Не. Јас сметам дека опозицијата, Коалицијата за промени правда, другите опозициони партии, коалицијата што ја предводи СДСМ. Сите заедно имаме мнозинство во парламентот и ќе договориме основи за формирање на една ваква коалиција без ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН треба да биде во опозиција. Мислам дека тоа е определба на граѓаните на Република Македонија. Тие сакат промени и сакат да се создадат услови за одговорност. Тие што го ограбија народот, што извлекува од Македонија десетина милиарди во последните десетина години, тие што од Македонија присилија да се иселат најспособните, младите, креативните кадри во странство, за тоа мора да понесат одговорност. Так. Јас, значи, го респектирам принципот на презумпција на невиност. Меѓутоа, сознанието кои што цела Македонија ги слушна, дека се инволвирани во тежок криминал, за тоа морат да понесат одговорност, ако сакаме да имаме држава. Значи, во прашање е едината перспективата на Република Македонија. Ако нема промени, тогаш тоа е обидот, тоа е стратегијата на ВМРО ДПМН. Со избори да го покрие криминалот, што мислам дека до тоа нема да се случи. Имаме гледач на линија. Така, добро вечер, велам, кому повелете? Добро вечер и поздрав до екипата на 24 телевизија, до тебе Огнен и до лидерот на Демократски сојуз Павле Трајанов. Благодарам, повелете. Сега првото прашање мое ќе биде следново. Дали Павле Трајанов и неговата коалиција мисли или ево тек дека Груевски и владеачката партија ќе се обидат да направат некои манипулации, некои фалсификати на изборите, само да дојдат до некоја позитивна бројка на пратеници. Јас мислам дека не е можно 63 пратеника да освојат. Они максимум 15 до 16 пратеника ќе изгубат во овие избори. И дали мислите дека доколку ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН не освојат доволно пратеници во собрание, дали постои можноста сите политички партии кои ќе добијат пратеници, и албански и македонски, да формираат една широка влада, техничка влада, како сакате наречете ја, заедно да направат нешто за спас на Македонија. И на крај да ве прашам, од каде протекнуваат вашите информации од вашата коалиција дека Гордана Јанкуловска е замината од Македонија? Мислам дека во едно радио во саботата слушав од вашата партија дека Гордана Јанкуловска е напуштила Македонија, а протекува информации и за Сашо Мијалков. Дали се точните информации и од каде ви информациите? Благодарам и јас за јавувањето. Вклучуваме следен гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер, ве слушам, повелете. Сакам да имате малку трпение, барам од водителот, сакам да поставам едно директно прашање на господин Павле Трајанов. Добро, нека биде директно прашањето, само да нема објаснувања многу, за да може да вклучиме и други. Дали Демократскиот сојуз има директорско место во ПАЕК службата во Скопје? Добро. Затоа што јас сум инвалидирано лице, пред 2 месеца ми го зема возилото, ПАЕК службата ми го зема возилото, и поред тоа што видат дека сум сколичка, и поред тоа што увидува сите таму
вработените и поред сите нивни добри намери да ме пуштат, чак интервениравме кај директорот по 2 часа скепски да ме пушти, не ме пушти, додека не платив овакво казната што треба да ја платам, значи без разлика што ме видел во каква состојба сум, значи мораше да ја платам казната и многу сум разочаран поради тоа. Едноставно. Добро. Ја им реков, дајте запишите ми регистарски таблици, немам пари сега во мене. Значи, по судски пат ќе си ја платам казната, ја не бегам од тоа. Верувајте, не ме пуштија додека не изброи пари, додека не се снајдов со пари, тоа може и господинот Павле Трајнов да го провери со неговиот директор, кој е директор таму од неговата партија на ПАЕК служба во Скопје. Значи нема шанси, без пари не разговараат. Тоа е пред рампата, верувајте ми, 3 сата, дури дојде до инцидент. Ви верувам, 2,5 часа си го имам земано возилото. Ви верувам дека било така. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Единствената разлика и можеби проблемот дополнителен кај вас е тоа што сте инвалидизирано лице, инаку јас исто 2,5 часа имам чекано за ПАЕК служба. Во ред, одиме со ред. Добро. Значи, околу тоа дали има можности да се направат некакви проблеми во изборниот процес, да се Мислам дека веќе зборувавме околу тоа доста. Знаете, има шпекулации, информации кружат во јавноста дека ако се зголеми бројот на излезеноста, ако помине над 70%, 73,5%, тоа ќе е сигнал дека ВМРО-ДПМН ги губи изборите. Дека неопределените, тие што досега не гласале, излегуваат масовно и се знае дека тие 2/3 од анкетите, 2/3 од испитаниците што не сакаат да одговорат, одговара само 1/3, дека тоа е мнозинство од граѓани кои што ако излезат, тогаш режимот паѓа. Така. Во однос на Јанкуловска и на Мијалков, она што било спомнато на радио и слично, бидејќи ова е втор пат кое што се случува да во 2 емисии веќе прашуваат за нив различни лидери на партија. Немам информации каде се Јанкуловска, Мијалков, но имаме еден став кој што го промовиравме, дека треба да ги охрабриме припадниците на службите за безбедност на 11 декември да ги затворат границите. И сите оние што се на списокот аболицирани од Ѓорѓе Иванов, за кои што постојат сериозни информации дека се инволвирани во тежок криминал, да не им дозволат излез од Република Македонија. Дури јас имам друг предлог. Сите што се вклучени во оваа изборна кампања, што биле или што претендираат да бидат носители на јавни функции, да ги депонират пасошите кај Оливер Спасовски, доброволно да се откажат да напуштат Република Македонија, се дури не се видат резултатите од изборите и се разбира после тоа обврска е на министер за внатрешни работи за тие што има силни информации за кои што се води постапка да води сметка да не напуштат Република Македонија. Сепак мислам дека треба да направиме се да се воспостави систем во Република Македонија каде што одговорноста на премиер, на носител на јавна функција ќе биде првостепена. Без тоа нема перспектива, нема иднина Република Македонија. Так. Мора секој што го крши уставот за тоа да понесе и политичка, но и друг вид на одговорност. Граѓанските аспекти околу гледачот, доколку сакате да му дадете коментар на вистина ми е жал тоа што му се случило во Паркензи. Јас колку што знам, директорот на јавното предпријатие има менаџерски договор. Не знам кога му истекува договорот. Тој не е партиски активен никаде. Демократскиот сојуз има 20 советници во градот Скопје. Добро. И веројатно комбинирано со менаџерскиот договор и тоа дека тој не е сменет. Ние како политичка партија учествуваме и на локални и на парламентарни избори. Никош не прифативме да ги повлекуваме нашите кадри, затоа што ние сме добиле поддршка од граѓаните и сега треба прво они ги сменија сите носители на јавни функции ги променија голем дел затоа што се појавиле на протестите на така наречената шарена револуција. Така да нашиот стап е принципиелен. Ние не се работуваме со ВМРО-ДПМН, ниту на локално, ниту на централно ниво, но не ги повлекувавме нашите кадри, затоа што сметаме дека на тој начин само
овозможуваме режимот да се шири и да оствара уште поголемо влијание. Но тие имаа механизам, еден по еден ги практично сменија од позициите што следуваа на Демократскиот сојуз. За оние кои што не следат преку интернет и на фан страницата на Мој термин, има прашање од страна на Златко кој прашува, кој вели предвидувате ригорозни измени во кривичниот законник, посебно во делот на критериумите за вработување. Ваш предлог е да се воведе ново кривично дело, партиско вработување за кое предлагате затворска казна од најмалку 1 година. Очекувате ли поддршка за ваквата иницијатива? Па да, до сега 25 години се вработуваат само тие што кај се најдат на партиските списоци. Ние предлагаме 3 критериуми за вработување. Селекцијата се врши по 3 критериуми. Факултетот, просекот на оценки што го завршил, натаму ранг листата на факултетот согласно Шангајската ранг листа и времето на чекање. Критериуми јавно истакнати и така на тој начин ќе се вработуваат најдобрите студенти кои што можат да бидат силна подкрепа на јавната администрација. Во тој контекст исто и Теодора прашува, предвидувате ни за поволности за младите, бидејќи ги спомнавте младите недобрите студенти, тука може да го одговорите тоа прашање. Да. Ние немаме механизам друг, освен да има одговорност ако лидер на политичка партија, друг носител на висока државна функција, притиска да се смени редоследот, да биде применен некој надвор од дефинирани критериуми и затоа викаме кој ќе се фати дека притиска, дека злоупотребува позицијата за тоа да биде осуден најмалку година дена затвор. Тоа е како превенција партиите да се тргнат од или да не бидат и натаму бира за вработување на кадрите. Ние сметаме дека треба да се создадат услови, и тоа ни е во програмата, да се создадат услови за отварање на 30.000 мали фирми, во кои што ќе бидат вработени од 3 до 5 млади креативни кадри во информатичката дејност, во другите бизниси, во туризмот, во земјоделието. Само треба да има јасни критериуми дека секој што сака да отвори бизнис, за тоа ќе добие поддршка. Некако сега само партиските послушници, тие добиваат пари за 2 месеца ги затварат фирмите, нити фирма има, ниту има од тоа некој интерес државата. А странските инвестиции? Странските инвестиции, значи предлагаме изедначување на условите за бизнис на домашните и странските компании. Странските инвестиции, тие се само за експлоатација на нашите работници. 150 евра плата имат, а придонесите ги плаќат сите други вработени, вклучително и они од текстилната индустрија што примат само 100 евра плата. Сакаме затоа го наметнавме овој принцип и дури баравме во парламентот, јас поднесов закон за да се определи најниската плата да биде 300 евра. Токму за овие странски инвеститори кои што ги плаќаат 10 пати повеќе вработените во нивните домашни држави, а тука само 150 евра, да стартуваме од 300 евра плата. Тоа ќе ги развижи сите процеси, ќе зголеми продуктивноста на работа, ќе ги мотивира сепак младите да се вработуваат. Многу е поразително ако еден млад човек знае дека ќе зема 8500 денара плата. Како може да формира семејство, да купи стан, да гради куќа и така натаму, да купи автомобил. Значи, поради општита ваква сиромаштија и задолженоста на голем број на граѓани, сметаме дека треба да има развежување во платите. Не е можно да се живее со 150 евра плата и затоа 300 евра. Ние предвидуваме 2% од буџетот на Република Македонија да биде наменет за проекти за вработување на младите кадри. 800 милиона евра имаме предвидено за економски развој. Има 400 милиона евра од прилика буџетот за капитални инвестиции, за развој, а 400 милиона евра се преливаат за поддршка на пензионскиот фонд. Само ако ги скратиме непродуктивните трошоци. Како оно што значи Скопје 2014. Не знам ова тркалото тука што е. Ако се спроведат овие робусни антикорупцијски мерки против корупцијата и криминалот, ќе имат доволно пари за развој, за изградба на Република Македонија. Одиме со вклучување на уште еден гледач во ова издание. Повелете кој ни се јавува. Добро вечер. Добро вечер. До господинот Павле едно прашање, иначе кисковски на телефон. Сакам да го прашам за овие 80.000 ливчиња што се одштампани, а може би и 180 се. И да ги поделат пред време на гласачите, односно на оние што, мислам, се неутрални,
и покрај неговото ливче што ќе гласа да уфрла уште по едно. Какво размислување има господинот Павле Трајанов? Добро. Благодарам за јавувањето. Вклучуваме уште еден гледаш. Мислам дека ова веќе го разработивме околу 80.000 ливчиња на почетокот на емисијата. Добро вечер, велам кому? Добро вечер. Ве слушам, повелете, последен гледаш, повелете. Да, дали чувствува гостинот морална одговорност да се извини на македонската јавност, бидејќи тврди дека изборите биле нелегални, значи тој преку нелегални избори фактички дошол до пратеничко место. И бидејќи збори дека имал несогласување и претходно со власта, дали му биле подраги фотејите на неговите функционери и неговата, бидејќи порано не ја напуштил, нели, а имал несогласување. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Прво околу избирачкиот список и избирачките ливчиња што беа печатени, добивме ние неофицијална информација дека наберно се отпечатени и после тоа настанала расправија, дознале и членови на ДИК кои што не биле во тек со обидот да се отпечатат ливчиња поголем број. И мислам дека после тоа е протурена таа во јавност информација дека тие биле пробни. Тие биле ливчиња да бидат вклучени на избирачките места и веројатно како резерва да се полнат кутиите. Така да тоа покажува велите дека некој намерно испечатил дополнителни ливчиња. Нашите информации кажуваат дека имало голема расправија кој дал налог да се отпечатат повеќе ливчина од бројот на избирачи. Така да веројатно е обид да се има повеќе ливчина за да се полнат кутиите. Тоа покажува дека владеачките партии не се откажуваат да ги фалсификуваат изборите. Но повеќе од јасно е дека има ригорозна контрола. Добро, поднос на второто прашање, бидејќи имаме уште 1 минута и пол. Тоа веќе кажеме дека ние имавме принципиални ставови по сите прашања околу состојбите во Република Македонија. Не, прашањето беше дали се чувствувате како нелегитимен пратеник во изминатиот период, доколку беа нелегитимни изборите? Ние на никој начин како партија не сме партиципирале во било какви нерегуларности. Имаме 35.000 члена како партија, 50 општински организации и сигурно дека сме имале 7.000 гласа за да бидеме јас легитимно избран пратеник. Како и да е, јас ги осудив кршењето на изборните правила и процеси. И барав да се одржат воредни избори. Тогаш нашата стратегија беше Груевски веднаш да си поднесе оставка и веднаш да имаме техничка влада која што ќе ги спроведе реформите и која што ќе обезбеди услови за фер избори. Тоа не го прифати ВМРО-ДПМН, за тоа немаше согласност веројатно и од опозицијата. Тие исто така сметаат дека треба да помине подолго време за да се направат сите неопходни подготовки за избори, но ништо од тоа не се направи. Ние практично сме во иста состојба како што бевме пред 2 години. Ке имаме избори и тоа е надеж кај граѓаните дека ако се струши овој режим, а тој ќе се струши ако имаме масовно гласање, ако излезат граѓаните масовно да гласат, тогаш режимот сигурно повеќе. И за крај на оваа емисија, бидејќи веќе не истече времето околу прашањата на гледачите и коментарите, овде има само еден коментар дополнителен за кој што би сакал да ве прашам. И при тоа го поставува еден иселеник од Италија, вели зошто не направија коалиција со СДСМ пред избори? Па добро, ние сме самостојна политичка партија, значи на центарот и сметаме дека треба да имат граѓаните можност да бират. Нашата коалиција е практично предизвик на граѓаните. Повеќе имавме бројни средби со граѓаните и тие настојува Демократскиот сојуз да предводи коалиција на центарот, се разбира да биде таа широка. Ние вклучиме политички партии, граѓански асоцијации, поддржани сме од бројни други асоцијации во Република Македонија и имаме огромна поддршка од граѓаните, затоа уште еднаш сакам да ги повикам сите граѓани да излезат масовно на гласат. Се разбира дека ние ги повикуваме на гласат за коалицијата за промена и правда, коалиција која што може да направи пресврат во политичкото действување и на парламентот и како и на кој начин да се практикува власт. Ние сме за владен кабинет кој што ќе биде составен од врвни професионалци, од искусни луѓе, креативни, со силни морални принципи кои што ќе ги респектират демократските вредности. Нашата определба е да владее правото во Република Македонија, да има секој шанса во Република Македонија да создава, да твори од тоа да живее.
Господин Трајанов, ви благодарам многу за гостувањето и за издвоеното време за нашите гледачи. Почитувани гледачи, јас вам ви се заблагодарувам за тоа што зедовте учество и во денешното издание на Мој термин, поставувајќи прашања кон Павле Трајанов, носител на изборната листа на кандидатите за пратеници од изборна единица 1 од партијата Демократски сојуз, а во коалицијата на Промени и правда. Јас и вие се гледаме повторно во текот на утрешните изданија на Очи во очи и Мој термин, каде што ќе имаме повторно представник од кандидатите за пратеници. За кого ќе станува збор, вие останете со 24 вести и следете нашата програма. Од мене и од ова студио пријатно. Вести.